put. И такој маца сам зашамутен. Не дека по нов пут некако калдрма, оно нема разлика дали идеш по стар. Тоа е исто. Мислу, автопут Скопје Команово ти е, ја мислу, диво козу да пуштиш, ќе се повреди да трчи по него. Ондери, диво коза се пари, таму каде што вук не може да стигне, на најнеприступачни места. Оно тој ќе се пари. Значи ти е најболje место да се заштитиш од вуци на автопут. Мислу, не е ненормално да оди по автопут вук, а ти идеш с ново авто, нема везе. Тоа не е битно. Доаѓам до Путарино. Како го измислива, ја мора да се смени таа работа. На Путарино ја му ги давам пари и само кога се разминемо с дечка с рукчиња. Кога ќе ме допера с рукчиња. Ја го погледнам. Знаеш нешто викав? Не сам педер, откуде знаеш? Тоа што вика некој, не јаду град, пробаја ли си? Ја тако јас се, само ги допрем ги рукчиња. Ја погледну и само, ја тука погледна, сам готов више, сам лакаривача. Само го погледна. Ти, амо, тарара, ти. Готов сам, ја падну одно. Само го погледна, знаеш, он ми гледа, ја му викам, може ли пола? Он ми вика, ке мора цел. Знаеш, готово, више е завршено работа. Али са ги ја ги зафркнал, јас си взему железни, само ги пушта од озгора. Али стварно, никад не знаеш дали си или не си. Пред некој вечер мотам канали и гледам порнеки, викам ја ке се опуштам малце. И гледам, леле, двица мушки. Ја чет баш да видам. И го загледа и само едно време го погледам. Мене брзо. Нас ме. И вам ту, моја колешка драга, дали е овдека Љубица Гојковиќ, Буба? Не е тој. Буба Гојковиќ, едно представ играм, ја носу бели панталони од дека Кумановски театар и сам наседнаја некој чоколадо од дека баш на... Овој? И она вика, апре, оди вама, што си се направи, лом дарат изчисти. Оди ме буки, викам, изчисти. Зима влажно раме, ми чисти баш од дека. Она ме чисти пред представу, ми сме озбилни, затоа што мора представа да го одиграм и да бидат чисти мои бели панталони. Она ме чисти, како ми проваѓа од дека. Абе, дојде ти до мене, не, вика. Кога се дигне, га изсечу ке моје племе, ке моје... Он викам, чека, јас се пало на постари, викам, или што е работа? Знаеш, оно како ми пробат, га изсечу, га фрли у Куманов, кога 20 луѓе ке се джитне в пуња, ке мислив, дете од година и пол се дави, тоа не е ни битно, да. И кој измисли писоар, мисли, стварно не може да се... Не може да ти иду веќе, ја прво не може да ти иду оние теткице кад чистив, не може да улегну внатре, не се врткам се. Иду на писоара, они се собира, мајко им е во педер. Па се собира пред тоалет се собира. И доваѓа и става. Ја ти иду, ја застану, они доваѓа до тебе да те дзирпе. Па само тебе да погледа. Да може да прднеш на рада. Да бъде никаде. Јас се извинјавам ако сам вулгарен и ако имам малолетни. Мислам, однови се извинјавам. Затоа што беше пред некој време на некој стендап тој низ Македонија, исто, кој е пуна сала, ја кад почна по Паневателски, ова која била на која била. Еден човек возрастен овдека, од трети ред беше ми прави, Јас се посрами. Викам, знаеш, много сам безобразен. Извини, де ме покажува дете има с него. Викам, извини. Ја менјам тему збор и после збор за професија. Викам, господине, ви што работите? Што сте по професија? Он вика, аутомеханичар. Жив ти све, викам. Ја па мислише да не си члан на МАНО, викам. Он најде морал да ми тера зашто сам бија безобразен и сам имаја пцовки. Па улегни у кој сакаш гаражу каде што се поправја в авто, да видиш колко голи календари има внутре. Он најде мене да ми збори. Ще има везе, али после 12, мисля до 12 ке ве држу, после ке видиш што се ви кажа. Тоа не е ни битно. Таква ми е работа, па многу шетам еду вамо тамо, веќе сам бил некој град. И ми текнаха на овие пцовки. Наши пцовки, странски пцовки. Еден пут поваѓам за Италија. Лето Софија, Милано. Иду Софија, гледам, позади мене седи некои италијани, дете, пар од 40 години, дете има 10 години, нешто цело време ги прашува.
Или дете non-stop нещо прашува, защо овој? Ама на италијански вика, мама, perché tu non sai nelle per 39 дете? Вика, мајко ми, ништо не разбирам италијански. И траже жена и одма треба за јаво. И викам, ништо не ги разбирам. И мајка му одговара, мама, non sai perché te? Па дете го прашува нешто, мамо, защо те ме perché на 39? И мајка, но сайта ме нижу татката така жалко собака. Чекай, ја ги разбирам, али. Значи ја разбирам и италијански. Мама, па си дете прашува нешто. А па не мајка. Но сайта мајка, ти ми тратката 11 сати. Струмичани, бе. Абе, струмичани такој звучи како италијани. Те нови, така се љапе ди шамар. Не изгледа шамар. Што тој там? А уствари ја после откри дека италијански уствари охридски, бе. Па пази го охридски. Моќоре. Моќоре. Оќореме. Моќоре. Не ли значи италијански? Чадикла. Куде да ги ставам? Кај да икладам? Чадикла. Не ли значи италијански? А кумановски? Не ли ја малце како јапански, бе? И само мене ме посети на... Ич! Чекай си го фамилија! Знаеш kao самурај да сме? Пока ќе ти сплаши куќе покрај контейнери од Савале тој каде сок, а ти си пошел без да се хлади. Мрш! Као нинджа, мрш! Или на другарка, мрш! Ушина ми го шiju! Ушина ми го шiju! Ушина ми го шiju! Сега да му го смачи! А уште? Дели, јапанец, крос е јапанец. Ја ако не појде, а за Италију појде. И ми текна, нема веза да знам. И ми текна на пцовки. И тоа ми ги слушам пцовки, ја почнам да ги споредувам пцовки. Знаете која е страшна германска пцовка? Германска пцовка вика, оре ви избочај се. Или, мрше шуму. Тоа им е најстрашна пцовка. Мисло на германски кози како би била. Их ми не храхам. Какъв им е тој език, стара не го разбира. Као малце као... Као, ја те сакам. Малце такој звучи, не? И какви зборови има во вие германци, не? Кој да нас е, например, кој има све нешто дугачки зборови, кованице. Например, тек штане или животе ги зани. На нашки тоа е молба. За уопштено молба, кој нема се толик 4 дана ти треба го прочиташ, па еш 4 дана да го подпишеш. Они били Европска унија и многу били ефикасни. Гебуртекс гештакенеш душ, урваш. Е, тако им звучи. И, замисли, голуб. И знаеш како се вика? Голубче. Хубаво се звучи голубче. Знаеш кој нема како се вика на германски? Тој ти тојпхен. Тоа е женска као... Па го изрекаш, што поише го изрекаш, поише го сакаш. Либе... Као, види га голубче. Тој тојпхен. Тоа ли е збор? А наш голубче. Они за тоа изгубили други светски рат. Толики збори, нема што да говори.